Почитувани, добро вечер. Ова вечер разговараме за администрацијата во Македонија, на кое ниво е и дали се работи на подобрување на истата. Дали со укинувањето на балансерот ќе се добие квалитетот на вработените. За овие теми и многу повеќе, вечерва разговараме со заменик министерот за јавна администрација, господин Лазе Јакимовски. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, ви благодарам на поканата и чест и задоволство ми е да бидам дел од ова подкаст шоу. Ви благодарам што имавте можност да присуствувате вечерва со нас тука. Јас би почнал одма со би рекол делење на две министерства, односно од едно Министерство за информатичко општество и администрација стана Министерство за јавна администрација и Министерство за дигитална трансформација. Еве да речеме сега преку поделбата кои се ингеренциите што ги има само Министерството за јавна администрација. Так, да. Знаете, то произлезе од промената на Законот за организација и работа на органите на државна управа, кое што прочем беше во нашата програма како едно од ветувањата за поделба на претходното министерство, како што рековте, Министерството за информатички науки и администрација. Од тоа произлегува две министерства, Министерството за дигитална трансформација и Министерството за јавна администрација. И многу добро прашање што прашавте конкретно за надлежностите. Ние, како Министерство за јавна администрација, посебно во нашите надлежности, спаѓаат како што се плановите за работа на сите државни институции, систематизациите, функционалните анализи, дел имаме секторот обуките, оние обуки што се вршат на досега на административните службеници. И посебно во тој дел со самата поделба на министерствата, нели од самиот почеток, знаете, се сочивме малце со еден тежок предизвик. Ние знаевме дека нема да биде да оди таа работа лесно и брзо. Впрочем, во минативе денови слушнав и министерката за енергетика, таа истото зборуваше за Министерството за енергетика новото. Фактички ова исто така како едно ново министерство. Па ние на почеток моравме нели да правиме целосна реорганизација, систематизација кај нас внатре во министерството. Да се реорганизираме, како што реков, одделенија, сектори, превземање на вработени, делбени биланси, а паралелно со тоа се зафативме со процесот на донесување на 3-4 клучни закони кои што изминатите 5-6 години не успеа претходната власт да ги донесе. И затоа зборам паралелно со тој процес што го теравме за да можеме министерството да го доведеме во ситуација да функционира нормално, ефикасно и брзо. Ги теравме и овие закони, 3-4 клучни закони, а исто така истовремено мораше да бидеме ефикасни, како што реков, и да бидеме навремено и точно се извршуваме работа, затоа што можеше се случи да се доведе до еден застој на институциите, затоа што како што знаете, секој од државните институции, таму се околу 1200 институции, тоа се над 100.000 вработени, мора да редовно во рок да достават до нас планови за вработување, систематизации, измени ако прават, а за сето тоа ние како министерство сме должни да дадеме навремено мислење, нели па после тоа мислење се проследува и се доставува до Министерството за финансии и така натаму. Така да, цел овој процес за овие неколку месеци со добра волја, со упорност, со желба, со многу вложен труд и како тим во министерството успеавме некако да биде на задоволително ниво. Со оглед на тоа како било изминатите. Со оглед на тоа, да, како беше изминатите години, затоа што искрено сигурно ова повеќе пати го имате слушнато и од повеќе колеги мои. Значи, ние свесни бевме и знаевме во отприлика каква ситуација ќе наследиме во сите институции. Меѓутоа, верувајте, кога ќе влезете внатре, кога ќе видите реално фактичката состојба каква е, и тоа ние што го видовме, верувајте дека ја не можете замислите што се случувало по сите тие институции. Значи, целосно руинирани институции, целосно нефункционални институции. Буквално можам така народски да се изразам, работеле колку да работат, не гледале многу да направат некои реформи за поефикасна да биде администрацијата, за побрзо да се решават работите и така натаму. Рековте работеле, јас би рекол дури може и не работеле воопшто. Дури може и не работеле, во најголем дел да, така. Но затоа и
им стигна таа казна од граѓаните на изборите, така да ете да не одиме да не се навраќаме на тоа минато, да одиме кон иднината и кон нови реформи во администрацијата. Тука би сакал да прашам за конкретно за администрацијата, дали се соочивте со недоволно запознаена администрација со работа, од смисол дали понатаму ќе имате, да речеме, преземање на некои обуки, до едукација на вработените и слично, како ќе се одвива овој цел процес? Так, ќе ви одговорам и за тоа, меѓутоа претходно заборавивме да спомнеме, мислам дека ме прашавте и за балансерот. Во цела таа ситуација што ја работевме цело време, стигна и таа одлука од Уставниот суд, како јас да речем како капак на се, нели, на која што нели можеме, ние не смееме никако да коментираме и мораме да ја почитуваме, а таа одлука за нас представуваше дека ние мораше да изработиме нови формулари, нова методологија за плановите за вработување и цел еден тој процес покрај се тоа на другото што го спомнав, што работевме цело време, мораше и тоа. Значи имавме еден околу месец дена кај што бевме целосно посветени на тоа, затоа што можеше да се случи да има целосен застој во функционирањето и ние успеавме навремено да направиме нова методологија, да доставиме нови формулари и да функционира тоа како што функционира. Оние 4 закони што ги спомнав, за нив исто така паралелно направивме 4 јавни дебати, ги ставивме на интернет да може секој граѓанин, секоја институција, секој заинтересирано лице да достави забелешки. И тие се законот за административни службеници, законот за вработените во јавниот сектор и законот за стручно усовршување и обука на административните службеници. Значи не случајно го спомнувам тоа, затоа што второто прашање што ми го поставивте е токму заради тоа. Во врска со тоа околу компетентноста на администрацијата, значи тоа можам да го поврзам со она претходно што спомнав каква ситуација начекавме ние во институциите. Верувајте се, многу можеби на благодарност се зборува за тоа, меѓутоа најголем дел од институциите, јас колку што сум запознат, ама можеме конкретно зборувам за институцијата за кај што сум јас, можеби не се соочува со превработеност како бројка, меѓутоа луѓето, профилот на луѓето што се вработени внатре, верувајте дека искрено можам да кажам дека од сите тие околу максимум можеме да се потврдиме на околу 20 до 30%. Сега замислете каква е. Се една многу мала бројка, незадоволителна. Тоа е една многу мала бројка и фактички целиот терет, целата работа се ја превземаат тие, таа мала бројка на луѓе. Тоа е така заради што претходната власт, значи она што го спомнавме преска, не гледала никакви квалификации, компетенции, услови, филтри, гледала само да ги пополни работните места, без разлика на тоа дали тој работен утре ќе може да одговори на задачите и да ги изврши, да ги услужи граѓаните. Затоа, ние во еден од законите што го спомнав е и законот нели за стручно усовршување и тоа е многу важно прашање, бидејќи ефикасната администрација е клучна за квалитетни услуги кон граѓаните. Тоа го знаеме сите, и ако има недостаток во знаењето или компетентноста на вработените, скоро и невозможно е да имаме ефикасна администрација, затоа обуките и до едукацијата би биле неопходни. Предлог законот за стручно усовршување и обука на административните службеници покрај другото предвидува и формирање академија за обуки, значи ние имаме таква идеја да формираме една академија. Јас пред малку спомнав дека постои во нашето министерство сектор за обуки. Тој сектор сега ние сакаме да премине во академија за обуки и тоа мислиме дека може значително да придонесе за подобрување на ефикасноста и квалитетот на јавните услуги. И тука сакам да спомнам неколку клучни аспекти што се опфатени во законот. Значи да има континуирана едукација, значи обврска да биде за редовни обуки и тестирања и ажурирање на знаењата на сите административни службеници. Академијата за обуки како таква да биде институција која ќе обезбеди стандардизирани и специализирани програми. Да имаме, да воведеме еден систем на еволација, значи механизми за следење на напредокот и ефектите на обуките, поврзување со унапредување, значи можност за напредок во кариерата врз основа на стручни компетенции и да имаме пред се, за да запазиме она транспарентност, да имаме јавен достап, тоест пристап до резултатите, транспарентност во оценувањето на администрацијата. И тие
административни службеници не само што ќе треба да ја следат обуката, туку имаме замисла се, нели, тоа е во фаза на подготовка, законот, нели, претходно беше најнер, како што спомнав, се уште не е почната владината постапка, процедура, треба денови да започнеме, значи и да полагаат на крај одреден испит, за да им се провери она знаење што го стекнале за време на обуките, па да видиме дали тоа, размислуваме сега, дали тој сертификат или лиценца или како и да ја наречеме, потврда, дали ќе има определен рок на траење за после одредено време, нели, да не биде како до сега да само кога ќе има оглас некој да оди на тие обуки, да ги полага и така натаму. Значи секој млад човек можеме да речеме што може би има некаква идеја, визија или амбиција или сака во иднина да работи во државната администрација, да си го оди на тие обуки, да ги положи тие обуки, па да му важи тој сертификат наредните 3, 4, 5 години во тој временски период, ако успее да се вработи, значи да му послужи тој сертификат, ако не после повторно, така да има од време на време ажурирање на знаењата. Значи, со сите овие што ги напоменавте фактори би се зголемило квантитетот, односно квалитетот на вработените во администрација. Мислиме дека да. Да. Би прокоментирал сега тука за интероперабилноста, интересен момент. Колку ова ќе помогне на јавната администрација според вас? Така, интероперабилноста може според мене многу да помогне и на оваа тема пред неколку недели имавме една дискусија во Велес, мислам дека од РЕСПА беше организирана, каде што беше и министерот Стефан Андоновски, министерот за дигитална трансформација и заменик министерката Викторија Трајков, и таму разговаравме на оваа тема, поточно беше фокусот на оваа тема. И мислам дека веќе во Министерството за дигитална трансформација почна некои одредени процеси кои што многу добро ги работи егитера министерот Стефан Андоновски. И како ново формирано министерство фактички за јавна администрација, се уште за жал, значи не сме поврзани на платформата, значи постои таква една платформа за интероперабилност, но нашата улога тука ја гледам како значајна за процесот на унапредување на интероперабилноста во јавниот сектор и ќе треба да се приклучиме во најскоро време на таа платформа за интероперабилност, со што автоматски ќе го зголемиме дигиталниот пристап и достапност на институцијата за размена на информации со останатите институции и приватни субјекти. А веќе гледаме дека тоа одредени, значи, проекти веќе ги започна Министерството за дигитална трансформација. Нели, како пример, можеме да земеме, нели, електронското издавање на изводи или државјанство, беше, не знам, поправете вака, да, па во делот со дозволите за оружје, мислам дека исто така имаше одредена програма што е направена. Значи, ние сме повеќе дотолку што согласно нашите законски надлежности поврзувањето на информациониот систем за управување со човечки ресурси, што го имаме, поврзувањето негово со платформата за интероперабилност може да донесе значајни придобивки за ефикасноста, точноста, координацијата во јавната администрација. И сега јас тука слободно би навел неколку предлози како ја гледам ова интеграција што треба да се направи. Значи, најнапред преку анализа и подготовка и идентификување на клучните податоци, како на пример основни информации за вработените во секоја институција, нивниот статус на вработување, обуките, што ги спомнавме, перформанси, планирање на кадровски потреби. Сето тоа може да се направи кога имате вие поврзано со другите институции. И тоа е се со цел воведување на унифицирани, да имаме унифицирани формати за сите податоци во информациониот систем за управување со човечки ресурси, за да се обезбеди компатабилност со платформата за интероперабилност. Сега тука ќе биде потребна и техничка интеграција во системот кој ќе овозможи безбедна размена на податоци нормално со платформата. И она што го гледам како значајно да се интегрираат системи за единствена најава за вработените со цел поедноставен пристап до поврзаните услуги, а едновремено и поврзување со релевантните институции како што се интеграција со централниот регистар
нели на население со цел користење на ажурирани податоци за идентитетот и статусот на вработените. Истовремено со самото приклучување МЈА или Министерството за земна администрација ќе може преку платформата да се поврзе и со Централниот регистар на население и да ги користи податоците од истиот при изработка на извештајот за вработените во јавниот сектор, која е наша законска обврска. Впрочем, ние досега сите овие извештаи сме ги правеле на онај како да речем, застарен начин, па сите институции носеле кај нас, дали на USB, дали по Excel табели, па ајде рачно внесување и така на податоци. Кога се тоа би се направило, тоа би одело многу полесно и многу побрзо. И со овој чекор ќе се минимизира можноста, нели, за грешка од човечки фактор, бидејќи податоците кои се во регистерот на население се актуелни, како што знаеме, односно секојдневно се ажурираат преку базите на провайдерите, а тие податоци се претежно во МВР, нели, и во управата за водење на матични книги, кое што сега, нели, со реорганизацијата ќе оди и во Министерството за дигитална трансформација. И дополнително процесот на вработување ќе може да се дигитализира, бидејќи веќе агенцијата за вработување е приклучена на платформата и ќе може размената на потребните информации да се прибира дигитално на платформата по службена должност помеѓу институциите. А ние би имале една и поголема придобивка, значи во делот на обуките, така наречениот, ние кај нас постои LMS систем, кој ќе даде можност за достапност на обуките во дигитална форма на системски институционален начин и пристап. Значи, со овие чекори Министерството за земна администрација не само што ќе би ја подобрило својата ефикасност, туку би овозможило и подобри услуги за сите граѓани. Значи, интероперабилноста, што е, зборуваме за неја досега, според нас и според мене е клучот за модерна и транспарентна јавна администрација. Споменавте дигитализацијата и таа ќе биде ли еден, да речеме, клуч во успешноста на вработените? Спомнавте дека така ќе може утре ден, дај Боже, ако биде секако што треба да се вработуваат преку дигитализацијата, да речеме, преку некој програм, можеби национален портал, каде што секој, како што напоменавте, ќе ги добива информациите на едно место, односно ќе има пристап до сите податоци за корисникот. Апсолутно, значи пред се е целта да биде поврзаноста помеѓу институциите на еден унифициран формат, затоа што досега најголем дел од институциите и на државно и на локално ниво користат некои своји програми, различни програми што не се унифицирани, што не може да се користат од други, да имаат пристап други. Вака кога би имале сите институции пристап во податоците, она што рековме, примерот со изводот, со дозволата, па утре со извештаите што ги даваме ние како МЈА, би се олеснило многу полесно, многу повеќе би се олеснило функционирањето, би се олеснило на институциите, а тоа во делот на обуките, да, дигитализацијата го спомнав, нели, LMS системот, каде што преку тој систем ние ги спроведуваме тие обуки, имаме генерички, специализирани обуки, па посебни обуки, зависи од која област, нели, од која институција доаѓаат луѓето. Сега тука во делот на вработување, конкретно не знам на што мислевте, дали мислите да конкурираат луѓето? Може би во иднина, доколку нели одиме напред со дигитализацијата, може би дошло му и до некое такво решение. Па и сега има, значи сите огласи оние за државни службеници нели одат преку агенција за администрација, се објавуваат електронски. Одат луѓето, полагаат таму, им се издава одредена потврда, меѓутоа сега дека би било може би по-софистицирано, така да речем, би се побрзо и поефикасно, да не се чекаат шалтери, лифстови, документи и слично. Сега апсолутно. Би спомнал за стратегијата што имате во Министерството за јавна администрација 2023-2030 година. Дали ова ќе помогне за оние реформи што ги говориме цело време во администрацијата? Сега дека ќе помогне, меѓутоа се зависи од спроведувањето на таа имплементацијата на таа стратегија. Значи, стратегијата за реформа на јавната администрација 2023-2030 е насочена пред се кон тоа, значи кон постигнување на приоритетите и реорганизацијата, оптимизација, за која што зборувавме претходно, и воведување на дигитални технологии во јавната администрација. Значи, се тоа претходно што го зборувавме, опфатено во оваа стратегија 2023-2030, со точно дефинирани цели, таа обезбедува стратешка рамка, нели, за развој на јавната администрација. Сега, претходната стратегија
за реформа јавната администрација 2018-2022 постигнала реализација околу, мислам, 52% од планираните активности, што укажува на потребата за подобрување, нели, во спроведување на реформите. Значи, ние мислиме дека можеме тоа да го надминеме, и ако тоа го направиме, секако дека ова стратегија ќе придонесе за реформите и за функционалноста на администрацијата. Со оглед на тоа, успешноста на новата стратегија, како што реков и претходно, ќе зависи од ефективната имплементација на предвидените мерки и активности. Доколку се спроведе доследно, таа гарантирам дека има потенцијал значително да придонесе за реформата во јавната администрација. Околу стратегијата, мислам дека и деновиве во соработка со Сигма ќе има еден извештај, тековен извештај на генерален секретаријат на влада и ќе видиме до сега како се одвиваат работите. Би сакал сега да се осврнам и на друга тема. Пред да стапите на функцијата заменик министер за јавна администрација, бевте дел од Советот на општина Кичево. Би сакал да прашам какво е чувството да се биде представник од граѓаните од ВМРО ДПМН во конкретно во општина Кичево, дали е предизвик и со какви се предизвици се соочивте додека бевте таму на таа позиција? Буквално е голем предизвик. И една од причините за кои што, нели, се одлучив и прифатив тогаш да бидам дел од советничката листа, носител на советничката листа и во Советот на општина Кичево, буквално беше тоа една од причините, тој предизвик, затоа што Кичево, градот Кичево, општината Кичево е многу специфична општина. Од самото наше делување во Советот на општина Кичево, во советничка група, меѓутоа и претходно во текот на кампањата за локалните избори, јас тоа лично и сите мои сопартијци, колеги, нели, кога водевме кампањата, ветувавме дека единствено нешто за кое што ќе се бориме, да може да профункционира правниот систем во Советот на општина Кичево, тоест да се почитуваат законите, деловникот за работа, статутот и така натака, затоа што верувајте, буквално изминатите тие години, а дури и сега, тоа во Советот на општина Кичево не функционира. Значи, таму не важи закон, таму не се почитува деловник, таму не се почитува статут од мнозинството, нели, на Советот. Ние успеавме на локалните избори да направиме одличен резултат. За малце, нели, можевме да го преземеме Советот ако другите партии, сега така да се изразам, од македонскиот блок прифатеа коалиција. Меѓутоа, тоа не се случи и ние од самата прва седница почнавме соделување. Јас лично инсистирав да се почитува онаго што реков деловник, закон, статут и така натака. Почнавме со представки до локални инспекторати, до трудови инспекторати, до инспекторати за животни средини, затоа што, верувајте, во Кичево, како времето да е застанато. Значи, буквално градоначалникот кој што ова му е трет мандат, сега слушнам дека проявил амбиции за четврт мандат на следните локални избори, буквално ништо не прави, во смисла и тие неколку мали работи што ги има започнато, па на пола недозавршени, ги прави. Тоа е пример за класична дискриминација по национална основа. Значи, оно што го прави градоначалникот во Кичево, верувајте, граѓаните во Кичево се соочуваат со многу тешки проблеми, тешки маки. Едно време се соочува со немање на улично осветлување, со безброј куќиња по улици. Во Кичево ние имаме за жал депонија во центарот на градот. Значи, тоа комунално јавно предпријатие општинско, на кој основачен или општината и Советот, го е злоупотребено до максимална, значи, мерка во насока на вработување, значи само вработување, претежно вработување по национална основа. Изминатите денови, не знам дали приметивте, кои кажуваат должниците према ЕВН, мислам, тоа е на врвот, мислам дека околу 800 милиони денари должи за електрична енергија. Должи околу 100 милиони денари на јавното предпријатие Студенчица, кое што го снабдува со вода Кичево, Прилеп, Крушево, Македонски Брод, Платница, значи околу 200.000 луѓе.
од долгот на јавното предпријатие Комуналец, од тоа што не ги исплаќа средствата, доведена во прашање работата и на јавното предпријатие Студенчица. А да не зборуваме за оние ситни проекти, улица, урбано уредување, инфраструктурно уредување. Сето тоа значи се случува во претежно населените места со албанско население. Последните неколку провокации на национална база, значи со нели, сигурно имате по медиумите видено, приметено, со китење на градот, со знамиња, со прослави, а последно како шлак, нели, измината недела две се соочуваме со еден проблем. Мене колегите мои што остана во Советот општина Кичево ми известија, замислете се дрзнале да носат програма за одбележување на празници со буџетски средства, значи со средства на граѓаните на Кичево, во кое што предвиделе одбележување на денот на независноста на Република Косово, предвиделе одбележување на Призренска лига, предвиделе одбележување на денот на спојување на руралните општини со Кичево во 2013 година. И, нели, тековно она денот на знамето, азбуката и така натака. Значи, сосема спротивно на закон, целата постапка, сосема спротивно на устав. Значи, не им беше дозволено на советниците ни Бадентерот, и знаете за такви празници од што се оддел на културата, мора да постои Бадентер. Значи, буквално на Советот, градоначалникот и председавачот на Советот, и додека јас бев таму и сега, во Кичево се однесуваат како тоа да е нивно, и јавно се има неколку пати дрзнато и пред медиуми да кажат дека тука не постоел закон, тука ќе било како што ќе кажеле тие. Па сега можете да замислите како живеат луѓето во Кичево и граѓаните во Кичево. Ние пробавме, се боревме институционално, затоа што немаше друг начин тогаш, нели, 21 година. И за жал тогаш и институциите на централно ниво и државно ниво не помогна и не постапува. И тие од тука и си ја црпеа силата и буквално се однесуваат да си правеа онака како што сакаат да прават, а за жал тоа продолжи и сега. Значи, имаме дел проблем со по основните средните училишта, затоа што знаете, градинките, сите тие се под ингеренција на локалната самоуправа. Па некои си сега мизерни освети или не знам како, не му дава на некој од училиштата не му одобруваат финансиски планови. Че се продолжува тој со истата политика. Продолжуваат потполно исто со истата политика. Затоа ние наредниве локални избори ги гледаме како единствена шанса да се поправи. Така, се надевам дека на локалните избори кои што се на крајот на годината ќе успееме да издвоиме победа како ВМРО ДПМН и ќе се врати на достоинство кое што го заслужуваат граѓаните на општина Кичево. Јас ви благодарам за ова ваше вечерашно гостување. Опфативме навистина интересни теми за јавната администрација, меѓутоа и за реформите кои што ни беше и темата за вечер, односно реформи во администрацијата кои што се надевам дека во идниот период ќе ги направите за брзо. Ви благодарам. Се надевам јас, ви благодарам, се надевам дека јавноста ќе биде задоволна од информациите што ги дадовме и секогаш во иднина сме тука достапни за се што треба. Уште еднаш ви благодарам. Почитувани гледачи, ви благодарам за вашето внимание, а ние се гледаме повторно следната емисија. Поздрав и секое добро.